Премиерот Заев и најавите за исплата на субвенциите не ги поколебаа оризопроизводителите. Од утре па натаму секој ден тие ќе излегуваат на протести и на блокади на патот Штип-Кочани во траење од најмалку 2 часа. Блокадата ќе биде од 10 до 12 часа. Преку еден ден, значи по 2 сата и ќе се зголеми од 2 сата, 3 сата така. Ние ги повикаме, значи пратеници и од ВМРО и од СДС, од изборна единица број 3, да дојдат и да не поддржат. Ако не дојдат и попис ќе, значи и попис ќе се бойкотира и избори и така. Значи граѓанска непошлост 100% ќе има. Ние сакаме дури министар утре, ако може да го повикувам, да дојде министр и да ја објасни на луѓето. Тие немаат слух за нас. Одлуката за протести и блокади останува и покрај вчерашната изјава на премиерот Заев дека субвенциите за оризопроизводителите ќе бидат исплатени. Државата е финансиски ликвидна, верувам дека навремено ќе се завршат сите постапки за да може субвенциите навремено да се исплатат, заради тоа што наша тенденција е да ги пуштаме навремено, да им помогнат на граѓаните тогаш кога им треба, и верувам дека овие денови ќе се решат оние административни проблеми кои што постојат за да се исплатат субвенциите. Според оризопроизводителите, субвенциите не се нивниот единствен проблем. Откупо на оризовата арпа. Тие кога дојдат наватре која 25 дека на нешто цена ќе биде. Цената е сега 18 динара. И од 18 до 20. Дали се Андреја 20 динара арпата, а овие ресортите што се Канео и други 18 динара се откупуваат. Други барања? Други барања со наводнувањето, ѓубривот се качија 20%, репроматеријали нема. Значи ние се снаѓаме како знаеме и умееме. Проблемот со оризот засега околу 4000 до 5000 производители. Само во Кочанскиот регион под ориз се од 3500 до 6000 хектари, во зависност од расположивите количини на вода. Поради ниските откупни цени, годинава околу 80% од ожнеаното не е продадено.